Добар ден, драги ученици. Јас сум Гордана Насеска, професор во Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко од Прилеп. За денешниот час, по предметот Технологија на обработка, кој се изучува во образовниот профил Машински техничар за трета година, ќе разговараме на тема обработка со провлекување. А поточно за наставните единици, основни операции при обработката со провлекување и видови методи на провлекувањето. Ако сакаме на некој отвор или на некоја надворешна површина да изработиме профил со определена форма, применуваме посебен вид обработка со алат со повеќе сечила кој се движи праволиниски во правецот на сопствената оска. Таква една обработка ни е представена на сликата. Ваквата обработка, која во најкусо време ја дава крајната форма на профилот, и тоа со голема точност и квалитет на обработената површина, ја нарекуваме провлекување. Според кинематиката на алатот, оваа обработка е слична на обработката со рендосување, со таа разлика што поради повеќе сечноста на алатот, при провлекувањето истовремено се имнуваат струганица, не едно, туку повеќе сечила. Такви алати ни се прикажани на сликата. Оваа сличност помеѓу рендосувањето и провлекувањето овозможува полесно да ги разбереме различните влијателни фактори на обработката со провлекување и процесот на режење што се јавува кај неа. Алатот за провлекување е со дефинирана геометрија во облик на трн со повеќе сечила, како што е прикажано на сликата, поставени едно позади друго, од кои секое следно е со поголема височина од претходното, со што се врши постепено режење. Попречниот пресек на провлекувачот има облик на попречниот пресек на обработваниот предмет. Принципот на обработката со провлекување шематски е прикажан на сликата и се изведува на следниот начин. Обработуваниот предмет 1, во чиј отвор треба да направиме одреден профил, е прицврстен за работната маса на машината 2. Низ претходно издупчениот отвор на предметот 1 се провлекува оној дел од провлекувачот кој што не е нарежан и се прицврстува во стегачот за машината 4. Провлекувањето се врши со вклучување на механизмот кој на алатот му дава работно праволиниско движење. Како резултат на ова движење, забите на алатот вршат постепено режење на материјалот, кое трае се додека и последниот зап не помине низ обработуваниот предмет. Последниот зап од алатот ја дава крајната форма на бараниот профил, така што со неговото поминување е завршена и обработката на предметот, кој потоа се симнува од машината, а алатот се враќа во горната почетна работна положба. На сликата ни е представен на машина за внатрешно провлекување и работен предмет. Гледате како работниот предмет треба да влезе низ отворот од машината, го изработува профилот, се вади предметот и потоа се извлекува повторно провлекувачот и се прицврстува, односно се доведува во почетна положба и се прицврстува на горниот дел од машината. Од сето ова може да се заклучи дека при обработката со провлекување постои само едно движење, а тоа е работното праволиниско движење на алатот, додека предметот не изведува никакво движење, односно мирува. Предметот може да изведува помошно кружно движење само во случај кога се изработуваат завојни жлебови со провлекување. На сликата ни е даден еден таков завоен жлеб. Во зависност од тоа на каква површина се изведува провлекувањето, тоа може да биде внатрешно и надворешно. Со внатрешно провлекување може да се изработуваат различни профили. Неколку дел од нив се прикажани на сликата. Например, со еден жлеб, со два спротивни жлеба на една оска, со 4 жлеба на двете оски, со 6 жлеба, квадратен профил, некој неодреден кружен профил, триаголен профил, пак кружен профил и така натаму. Изработката на ваквите профили е значително побрза, поточна и поевтина со провлекување отколку со било која друга обработка. Можеме уште да кажеме дека внатрешното провлекување, кога се работи за изработка на профили во некој отвор, е незаменлив вид обработка
Како за средносериското, така и за големосериското и масовното производство. Исто така на цртежите ни се дадени одредени профили кои што можеме да ги изработуваме со провлекување. Надворешното пак провлекување многу поретко се применува, бидејќи голем број предмети побрзо и подобро можат да се изработат со друга обработка, отколку со провлекување. На цртежот ни е представена шематски приказ на надворешно провлекување, кој што ги има истите елементи како што го објаснивме и за внатрешното провлекување. И внатрешното и надворешното провлекување најчесто се изведуваат како едностепена обработка. Тоа значи дека со едно поминување на алатот се врши целосната обработка на предметот, и тоа груба, фина и завршна. Меѓутоа, доколку купната должина на обработуваниот предмет е поголема од максималниот од на машината, тогаш се врши повеќе степено провлекување. Ова провлекување се изведува постапно и тоа со повеќе алати, од кои првиот алат има груби заби и врши груба обработка, а вториот алат има фини заби и ја врши фината обработка на предметот. Како при внатрешното, така и при надворешното провлекување, распределбата на товарот помеѓу запците на провлекувачот може да биде изведена на разни начини во зависност од избраниот метод. При обработката со провлекување се применуваат следните методи: профилен, генераторен и прогресивен. Профилниот метод на режење се карактеризира со тоа што секој од запците на провлекувачот има сличен профил со завршниот профил на обработената површина. На цртежот ни е даден профилен метод за внатрешна и надворешна обработка. Прогресивниот пак метод представува режење со еден забец на определен дел на профилот. Работните запци на провлекувачот се распоредени по секции, при што во секоја секција се симнува струганица на делот на контурата на профилот. Обработката на другите делови на профилот се врши со следните запци. Генераторниот метод на режење пак се карактеризира со тоа што запците на провлекувачот, освен последните, немаат ист профил со профилот на обработената површина. Кај провлекувачите за внатрешно провлекување, тие обично секогаш се кружни, а при надворешно провлекување прави. Со провлекувањето, покрај прикажаните може да се обработуваат уште запчаници со надворешно и внатрешно назабување, завојни жлебови и слично. При тоа треба да се спомене дека со оглед на сложеноста на алатот, неговата висока цена и високите трошоци за неговото острење, оваа обработка бара големи серии, при што е економски оправдана само во големосериското и масовното производство. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.